Со храна, облека и домашна посета мобилните екипи на Црвениот крст од Охрид деноноќно им излегуваат во пресрет на семејството од социјално ранливите категории. Студот и ниските температури се мачни и долги за околу 800 семејства кои едва и врзуваат крај со крај, па затоа службите им стојат на располагање на сите кои имаат потреба од елементарна помош, велат од Црвениот крст. Сместени се и бездомниците, чија бројка за среќа оваа година е мала, но голема е потребата од зимска облека, која секојдневно во Охрид ја бараат голем број граѓани кои ја немаат, а која сега им е и повеќе од неопходна. Затоа дополнуваат од Црвениот крст во моментов помошта од граѓаните кои се во можност да донираат би била од голема корист. Тековно секој ден имаме кај нас во Црвен крст, во просторот каде што се складира облеката, да издаваме, кога отвораме просторот, доаѓаат луѓе, земаат она што им е корисно, што имаат потреба. Облеката треба да биде користлива, значи да биде искористлива, да не е скината, да не се отпад од дома да носат, затоа што среќаваме на вистина многу такви злоупотреби и затоа апелирам и ги молам граѓаните да носат облека која што може да се користи, која што е употреблива, која што е чиста. За да им се помогне уште посуштински на ранливите категории граѓани, Црвениот крст месецов ќе започне да обучува и неколку персонални асистенти кои подолго време им се потребни и ги бараат граѓаните. Во меѓувреме трае обуката и за негователи, за болни, стари и изнемоштени лица кои од следниот месец ќе почнат интензивно да работат. Потребите според она што ние комуницираме со Центарот за социјална работа, но и со здруженијата на лица со одреден хендикеп, има побарување, има барање, но тоа е све неофицијално, неформално. Ние ќе обучиме најголем број што може. Во првата група се надевам од 15 до 20 персонални асистенти кои што ќе бидат на располагање. Обуката е навистина на високо ниво, бара посебно тестирање, посебна евиденција, посебна процедура за избор на лицата кои што ќе бидат персонални асистенти, сето тоа ќе го спроведеме и негде февруар, март се надевам дека ќе ги имаме првите персонални асистенти во Охрид кои што ќе можат да ја даваат таа услуга. Со оглед на моменталните ниски температури, Точков упатува апел до сите кои имаат потреба од храна и облека да се обратат или во просториите на Црвениот крст или во Центарот за управување со кризи кои во секое време ќе излезат во пресрет за помош. Истиот апел важи и за бездомните лица кои по дојава веднаш ќе бидат сместени во некој од прифатните центри во регионот.